Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание Јади бурек на ТВ Сонце. Јас сум Јанко Илковски и ви посакувам добро вечер. А вечерва имаме гостин во студиото и дозволете ми сосема кратко да ви го представам, а за повеќе детали ќе ни каже самиот. Тој е господинот Климе Митрески. Добро вечер, господине Климе. Добре дојдовте. Добро вечер, почитуван Благодарам. господине Јанко. Многу интересни работи вака у нашата комуникација ми кажавте и се надевам дека вечерва ќе ги споделите со нашите гледачи. Имено, што се однесува до вашата официјална биографија, малце можат да се најдат работи официјално. Па кажете ми нешто повеќе за себе. Прво да се заблагодарам на поканата во емисијава, да ви се заблагодарам вам, да му се заблагодарам многу на почитуваниот ваш газда Ѓорѓе Атанасовски од Флорида, Америка, со кого имаме многу добри односи, кореспонденција. Јас сум Климе Митрески од Охрид, познат во јавност како Климе Конак во Охрид, а во јавноста сум уште попознат за ДПМН како Климе Удбашот. Тоа ми е надимак. Им благодарам многу за тој прекар. Сум се занимавал со многу работи, доста сум познат во заедницава и тука, и посебно во Аустралија. Еден сум од основачите на ВМРО ДПМН од 1990 година, 27 јуни. Бев во екипата на најпочитуваниот наш идеен создавач, Драган Богдановски, исто идеен основач, но и материјален основач на ВМРО ДПМН, господинот Гојко Јаковљевски. Иако понекогаш е порекнува за некои работи, но вистината е таа. За јавноста може знај, може не знај, ВМРО ДПМН е формиран како континуитет на дом. Дом и така натака. Значи, сите што сме од постарите основачи, фактички ние сме припадници на дом. Тоа мораме да му го кажеме, иако сегашниот водач... Дом не се памти. Што беше Дом тогаш? Дом беше патриотска организација надвор од Македонија, на запад. Движење за ослободување на Македонија. Так. Фактички сите патриоти потекнуваме од Дом. Така? Ако повеќе ве интересира, морам да ви кажам, Не. Кажете слободно, бидејќи е доста интересно тоа време, а ја не сум имал многу гости кои говореле за времето на формирањето на ВМРО ДПМН. Па еве, кога настанува Дом, од кога сте вие во Дом, како настанува идејата за формирање на ВМРО ДПМН? Слободно, обширно, ја сакам да ги слушнам тие работи. Дом, јас во Дом членувам негде од 70-тите години, а тоа ми е наследство од мојот вујко, Илија Тодоровски, македончето, кој за ВМРО доста плати. Беше во Идризово, малку беше во Босна, за малку избегна Голиоток. И јас од него како по наследство, по крв, брат на мајка ми, и јас го наследив неговото дело, и јас доста платив за тоа, но тоа е нашата судбина, македонска. И затоа ми е прекарот за ДПМН, Климе Удбашот. Да, бев Удбашот. Бев стално гостин нивни. Така, во негативна конотација, никако соработник нивни, туку напротив. Да. Таму Добро, многу... кажете ми малце повеќе за тоа? Таму многу... Зошто ве викаат Удбаш? Па, зошто ме викаат Удбаш? Прво, јас нив да ги прашам зошто ме викаат. Добро, ја не знам. Јас бев Удбаш. Добро. Бев нивни гостин постојано. Во почетокот многу го поминував. Таму ме мазеа,
Ме чешка, ме онака, додека ме донесува на ред. Мене ми се допаѓа хуморот, ама ако може по-конкретни, бидејќи не секој ќе ја разбере иронијата. Ево, одма да кажам, Да, кои ми беа и следници мене. добро. Значи, бевте притворени од страна на УДБА. Постојано. Зошто? Па сите мислеа дека таков беше системот, поради Војкови дека сум антидржавен елемент. 70-80 години? Да, негде од 69-та година почнав на Тоа е факултет. пред да идете во Австралија? Јас прв, континуитно, пред да одам Не разбирам вака временскиот одам во континуит. Австралија. Добро? Пред да одам Австралија. Така? Австралија прв пат отидов 85-та година, не отидов, него бев принуден да ја напуштам земја. А зошто? Која година? 85-та. Добро? А зошто? Ево Не ќе ви знам. кажам. Зошто? Тогаш беше системот, како што се беше, Титов систем. Добро? Во Македонија кај нас беше на власт, тогаш председател беше Лазар Колишевски. Добро? Јас како Па не беше 85-та Лазар Колишевски? Да, па тогаш беше тој во пензија отиде, но така. да беше с неговиот систем си беше, неговата моќ си беше. така, на тоа мислите. Добро, на ве тоа, разберам на- точно. на тоа Јас сакам мислам. само прецизно. И направив сега, од сегашна дистанца, гледано, една глупост голема, се смеам самиот. Што направивте? Бев назначен за принуден управник во едно текстилно предпријатие. И бев многу близок со подпредседникот на општина, тоаш подпредседател имаше, немаше како сега градоначалници. Никола Пипилевски, тој беше Пипилевски, тој беше директор на живинарската фарма. Блиска десна рака на Лазар Колишевски, првоборец беше. Многу блиски бевме со него и постојано, може неделно еднаш, два пати ме викаше в канцеларија кај него. Ќе даеше по некој јајце, вака ќе се напијавме нешто. И еднаш над него слика од Лазо. И на мене ми се стемна, затоа што јас ја знам цела биографија на Лазо. Лазо е израснат во Крагуевац. А во Крагуевац има како мејана, тоаш како и викаре, моите дедовци таму. И фактички Лазо таму се храни, таму израснал во таа мејана кај дедом. Ама многу работи од Вујко ми имав слушано, многу работи имав читано за Лазар Колишевски, доста бев упатен. И не знам зашто ми се стемна, и се му викам го, што бре ова ѓубре, викам го држа, зедов сликата и одземе скрши. Уште ви се одзема гласот кога треба да го изговорите. Тоа не знам. И ништо се пипиле погледна вака. Добро, и што ви правеа? Па ништо одма само ми рече тогаш за 24 сати да ја напушташ земја. Зошто? Ти знаеш викат. Повеќе. Да, и многу брзо се снајдов и заминав за Австралија. Добро. И така почна моето патешествие во Австралија. Добро. Но не престана мојот прогон. Удба на тоа време беше многу јака. Добро. Што ви правеа? Тоа беше Ве прогонуваа во Австралија? Да, постојано Австралија не можеше да ве заштити? Не, јас не бев австралски државјанин, тогаш не можеше да ме заштити, затоа што јас отидов као туриста, јас не отидов... Да. Така. И постојано ме пратеа, но јас не се криев тамо. Одма почнем да одам во Југословенскиот конзулат, прво тамо се јавив. Конзул беше тогаш Цветан Николовски, а со него се знаев уште од овдека, од времето. Многу добар човек, добар македонец. Но јас припаѓав на Југославија и тоа си го рачунав како обврска. Не сакам. А прво што тамо ме пречека представници на дом. Ангеле Вретовски ме пречека. Се сретна со Ристе Ристевски, бев негов гостин дома, бев кај Ангеле постојано. Отидов прво, мојот одење беше во Порт Кембла.
И одма барав работа тамо да се запослам. За жал не најдов работа, останав 2 недели тамо. Ангелија ми предложи да ме испрати во Западна Австралија, во Перт, тамо во Бушојте. Му викам, не сум јас нити некој избегне, нема од што да се крија. Јас дојдов лебо да се заработам. Добро, вака, со должна почит за вашата биографија, туку малце за активностите на дом, она што би ги интересирало гледачите, значи Па активностите. дом беше, како самото име Шонит, прво беше дом, движење за ослободување и обединување на Македонија. Добро. Односно, прво беше дом, па седне дом, и тоа беше од страна на Југословенската служба на УДБА и КОС прогласена како антидржавна организација и терористичка организација, што нема врска тоа воопшто. Ние не бевме терористи и никогаш не направивме никаков тероризам. И денес истите сме останавме. Ето, се изменаа времењата. Дојдовме на идеја со Драган, со Гојко и со сите компании што Така? од диаспора се викате диаспора, јас тоа име некако не можам да Да не идеме у тие детали за активностите, како дојде, кога и каде дојде идејата за формирање на ВМРО ДПМН. Пошто дом, мене што ми е важно, јас се извинувам, мене ми е важно да слушнам податоци за активностите и кои беа начелата на дом. Начелата на дом беа дом никогаш не можеше да се сложи со политиката која тогаш ја водеше југословенската влада нормално. Добро. Поготово во Македонија. И секогаш одеше на линија, како што наследник на ВМРО-вските идеи на ВМРО од 1897 дом, знаете, 36-та година дека званично некаде ВМРО се распадна, па на крила се подели, и така, да овие од цело иселеништво на запад што беа. Како нивна организација. Да, како нивна дом. Дали во статутот нивни има борба за формирање на независна Република Македонија? Да, па тоа беше идејата. Не го кажавте за тоа. Тоа беше идејата, самото име движење за ослободување и обединување на Македонија. Так. Самото име. А како и кога доаѓа идејата за формирање на ВМРО? ВМРО негде идејата дојде кога И какво е вашето учество во тоа? Пред тоа, уште пред 89-та некаде, се работеше на некои идеи имавме дека нешто мирисат, веќе Југославија почна да се распаѓат, и дека тогаш се створија услови за нашата идеја да се прво, ето, како што знаете, си зедовме за слобода, се формира МАК. МАК? Да, Добро, се формира не МАК. знаеме. Јас се извинувам, ја со должна почит, господине Климе. Значи, рачунајте мене и мојата публика дека многу работи. Со должна почит дека многу ми знаат, но нели се обраќаме и на млади и на луѓе што не знаат, така што има луѓе што не знаат, па слободно објаснете им. Значи тогаш се формира МАК. МАК, да, со екипата. Знаете, сите знаат дека како основачи на МАК се Гане Тодоровски и Анте Поповски и Јагнула и компанија. Добро, вие не бевте во МАК? Не бев јас поддржал, затоа што ние веќе друга идеја имавме, но ја поддржававме МАК. Мислам дека господинот Ѓеоргиевски Лупчо беше член на МАК. Не сум сигурен, не сакам здраво за готово да се земе, но тој се знајдна убаво. И така некаде Драган Богдановски, знаете, цела јавност знае дека беше затворен, одлежа во Идризово толку долги години. Со Вујков беше многу близок. И со само што излезе од затвор Драган, Војко ме прво го донесе дома. И тука зачна разговорот за формирање на
ДПМН. Драган беше за ДПМН. Драган никогаш ВМРО. И не го помислувавме ние ВМРО. Навистина? Да, да, Ова е интересен податок. никогаш Добро. не помислувавме. Туку како некоја демократска партија Да, за македонско национално единство. и- Така, да. така. Ова е Но во интересно. еден момент Добро? јас размислував една дискусија со Змејковски, Транталовска, Дане Поповски од Канада и ред други. Размислував демократска партија, не е многу јако тоа име. Добро, без процесот, чисто само фактите. И тогаш Значи, предложивме Така. напред префикс ВМРО да оставиме и да возбудиме народ. ВМРО е ВМРО, Македонија е Македонија. Каде ова се случува и кога? Прво тоа се случи при една средба во мојот дом, Каде? во Охрид. Во Охрид, Во која Охрид. година? Тоа беше тоа беше неге 90-та, почетокот на Не знам, ја ве прашувам. почетокот на 90-та, Добро? кај мене дојде И таму се формира ВМРО ДПМН фактички или? тука е зачната. Добро? А покасно јас разбрав дека и на друго место не се разговарало за тоа, него тука почна главното, затоа што тука прво Драган, кога почнавме ние контакти со Драган, јас кога почнав, јас мислам дека со Драган нема контакти, нити Змејковски, нити Љупчо, па најмалку Љупчо. Има контакти нормално, сите од Запад, Гојко и компанија, сите го знае, јас го знаев Драган. Драган ми некоја идеја ми наметна јас да бидам, некако размислував. Не ве разбирам, до завршете ја реченицата. Драган мене прво размислуваше да бидам јас меѓу челните луѓе на новоформираната партија, но јас бев испровоциран личност, дисидент бев. И самиот си помисли дека ќе направам повеќе штета, не го користи, не му прифатив. И Драган си дојде Скопје, Драган, презиме? Богдановски. Драган Богдановски, зборам за Тој е Драган идејниот Богдановски. Така. творец на ВМРО ДПМН. Фактички на ДПМН. Добро? После тоа, еден ден, дали по препорака на Драган или около, дојдоа кај мене Борче Змејковски, Лидија Транталовска, татко и Владо Транталовски, Дане Поповски, Илија Лајката го викам, не знам како. Ова исто кај вас дома се Да, случува? во Добро? мојот дом, да. И имавме некоја дискусија да видиме Имате ли нешто, документи, фотографии од тие средби? Не, од таа средба немам фотографии. Ништо од овие за жал. неколку средби историски значени? Имам, ево, Драган, ево сега ќе ви покажам, како не? Па не знам, извадивте еден куп, ја не знам што ќе покажете. Добро? И говорете за тоа. Дај ми ја фотографија. Ово сме сликани на езерото Треска. Кој се овдека на фотографијава? Тука сме Драган Богдановски, јас, Ванчо Меанџиски и други, сите бе со наши соборци, тогаш со идејци. Значи, Млади. овие се луѓето кои го формираа ВМРО Не, ДПМН? не, Туку? Драган е тој. Драган е тука. Да, Драган Добро. и Ванчо Меанџински. Така. Добро. Ево, има уште многу слики. Да не биде само покажување. Дајте слики, ја Не, ќе момент покажам. само да ја најдам. Немаме време во тек на Одма. емисија, тогаш може да говорите. Да говорам Да. подобро. И така, дојде до еден ексцес тогаш, Когаш? при таа средба, тие побараа од Збориме мене ова уште пред формирањето пред на формирањето. Да, тогаш веќе почнавме да формираме идејата, се формира МАК, јас бев на основачкото собрање во Охрид на МАК, На МАК, добро? и после тоа приредив гости за МАК, за сите, Добро. од МАК во мојот ресторан. Но кога МАК даваше пристапници, јас на сите им викам, немојте, потпишувате, веќе во тек е формирање на друга партија, му викам, многу појак. И така, поминавме, дојде дома, убав муабет, почнавме да правиме.
ми предложија, рече, дали можеме да го викнеме овде Никола Велјански Коле, војводата Битчето, ние го викаме, кој се представуваше како војвод, како главен. Му викам, зошто да викнете го? И како што се дал Господ Коле, никогаш трезвен не беше никога, и така, настапи многу безобразно, наредодавачки. И не, јас пред сите му реков, јас вакви личности, ВМРО не може да ја водат, му викам. ВМРО на времето кога се формира, е формирана од најшколовани, најинтелигентни македонци луѓе, му викам. А не вакви луѓе. И ве молам, му викам, на мене да заборавите. Најадете се, напијајте се и така ми се спротистави Коле. Сакате да кажете дека уште од самиот почеток ВМРО ДПМН е корумпирана партија со лоши луѓе? Не, далеко од тоа корумпирана. Не знам што да извлечам заклучок од ова што ми кажувате. Не е то корумпираност, него Добро, од самиот не се фаќите за мојот збор, од самиот почеток ВМРО многу тргна во многу лош правец. Околу себе собра многу изсвиркани, извикани луѓе кои не дава никаква гаранција за иднината на ВМРО. Јас малку се дистанцирав. Го знаевте ли Љупчо од тоа време? Не, Љупчо не го познавав. Со Љупчо, да ви кажам право, јас Зборам Љупчо Ѓорѓевски за објаснување. Имам не за вас, за гледачите да им кажам. една средба со Љупчо, зашто греот е да лажам дека сум бил близок. Имав една средба во Кочанско тамо и при едно собрание во Штипшове, каде настана голем ексцес. А друго и неколку пати во собрание кога формиравме Македонија како држава, јас постојано одев во кабинетот на председател Глигоров, бев многу близок, соработував со него на многу планови и ме замоли господинот Глигоров да го замолам Љупчо, пошто Љупчо беше подпредседател тоаш на председателот. А Глигоров, иако Љупчо и сите од партијата има многу лош однос кон господинот Глигоров, јас не се сложував со нив. Јас имав крајна почит према председател Глигоров. Зошто? Затоа што јас и господин Глигоров се знаеме од времето кога господинот Глигоров беше отстранет од маршал Тито. Од што? Кога беше отстранет, нели му беше десна рака на маршал Тито. Добро, и зашо бил отстранет? Па, знаете сите тие таму зашто беше со некој. Не се сложуваше со... Ја не знам не се сложуваше со Ранковиќ, намести и го трна. Добро. Но Тито не икре на рацете. И во тие немили моменти не ги кренал рацете од што? Од Глигоров, не ги крена. Економијата Глигоров е водеше на Југославија. Господине, дали ве разбирате? Само барам да ги довршите речениците за да ве разбере публиката, бидејќи гледам дека предпоставувате. Ја и точно знам за што зборите, но мора да објасниме убаво за гледачи. И јас Глигоров, господин татко, можам да речам дека ми беше, го запозна во Охрид, кога беше во многу немила ситуација, отстранет. Во Охрид одеше со едно најлонче. Години, само кажувајте, за кои години. Па тоа беше, говорите? која година беше, 80 и која беше, не знам, беше отстранет. Не знам. Јас се сеќавам вака, датумите не ги знам. Јас во тоа, 85 негде, јас тогаш ја градев куќата и Глигоров поминуваше постојано пред мојата куќа и постојано застануваше. И гледаш. Добро, значи, да не идеме во тие детали, да не изгубиме време, ќе немате друго. Веќе сме скоро половина час помина. А ќе сакате и нешто да кажете, чисто да ве потсетам, иако имаме да не одиме во детали, тоа беше тоа, ВМРО тогаш погреши. Не, вака за Киро Глигоров. Бидејќи Киро Глигоров е познат по тоа што
прв се откаже од античката историја на Македонија со неговата објава, со тоа што кажа дека немаме ние македонците никаква врска со Александар Македонски и слично. А од друга страна, заради тоа македонците многу му замера, освен овие што се сега на власт, кои покажа и докажа дека Киро Глигоров бил во право. Каков е вашиот став? Добро, јас вака би ве прашал публика и вас би ве прашал како водител овдека. Вака да логички да размислиме. Јас кога поминувам овдека преку мост, да ви кажам право, се срамам и се гадам од тие споменици. Напред го гледам Филип, спроти него Кирил, Методи и Климент и Наум. Сега, ние знаеме Еве ви една книга од Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски, кој сосема спротивно го говори тоа. Тоа што го кажувате, напротив, он ја почитува античката култура и цивилизација. Но ве молам, значи... Јас моје мислење. Да. Значи, вие се гадите од спомениците на Александар и на Филип. Не, и на гледката. Така, на гледката од Која е вистината сега? Напред Филип, добро, спроти него Кирил, Методи и Климент. Сега што сме ние? Филип, антички македонци или славјани? А зошто тоа мислите дека го исклучува едното од другото? Па затоа што не можеме ние да бидеме две нешта. Тоа е вашиот Или став. сме Добро. тоа, или сме тоа. И што по вас сме, значи треба да се добро е што се откажавме од античката. Видите, историјата си е историја. Ние Добро. викаме Ние сега се откажавме од античката историја. Па видите, И од Александар. Тоа е официјално. Не е официјално, официјално се откажа Со потпишување политичарите. Значи и спрема соопштенијата на Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски, оваа влада ја окарактеризира како што ја окарактеризира и он во неговите соопштенија скоро секоја вечер вели дека едно од предавствата е што ние се откажавме од нашата античка историја. Вие сметате, па сега сосема нешто друго. Или сме Кирил и Методи, словенски, или сме... Ама нешто треба да бидеме. Добро, ве прашувам што сме по вас. Вашиот став, да. Јас се чувствувам како славјанин, лично јас, ја почитувам античката историја наша. Па нели немаме античка наша историја? Видите, Како, ние викаме голема Македонија. Не, на страна голема на Македонија. Александар и Филип. Не ве разбирам. Значи, велите Кирил и Методи, за да ве разберам убаво. Велите Кирил и Методи и словенска. Тоа значи од 6 век. Што има тогаш ние да почитуваме античко, чим немаме ништо пред 6 век? Видите, кога некој пред нас почитуваат, па ние мораме, сакали и не сакали, мораме. Но би ве прашал, што ние имаме античко се? Дали имаме писмо? Значи немаме по вас античко ништо. Не, јас се чувствувам славјанин. Значи све пред 6 век им припаѓа на грците. Не. Туку? Кој рече на грците? На тие простори не живееле само грците, сме живели и ние како македонци. Па како... Живееле и спартанци, живееле Господине Климе, ќе ми простите, ова е контроверзно во вашата изјава пред 2 минути. Зашто контроверзно? Затоа што преслушајте си емисијата, но јас ќе ви испочитувам. Ајде да Добро. Значи, одиме со тоа што вие и покрај тоа што господинот Киро Глигоров беше силно против било каква античка поврзаност на македонците, вие сметате дека Киро Глигоров е многу значајна фигура во политиката на Македонија. Да, клучна фигура. Ева, образложете. Јавност, мислам дека не е доволно информирана за делата на Киро Глигоров. Да? И ние постојано кажувавме. Ние дојдовме до момент, ако Киро Глигоров не беше со неговата мудра политика, ние ќе пливавме во крв. Може знаете ви, може не знаете, во Охрид командант, последен командант на Југословенската народна армија беше Ратко Младич. Знам. Добро. Ние на Ратко Младич веќе имавме припремено нека замка, која се повлекуваше. Кои се тоа ние? Па екипа имавме, што си бевме стари во Маровче. Добро.
се вбројувате вие зборите и вие сте биле дел од таа екипа која му припремавте на Радко Младич. Да. Што му припремавте на Радко Младич? Па сакавме негде кај Кичево, возот што го повлекуваше на оружањето, Добро. да го дигнеме на вазивно. Добро. Му Зошто кажав не го јас. направивте тоа? Не, му кажав на господин Глигоров, што се рече, ни случајно. Добро. А зошто му кажавте на господинот Глигоров? Па тој беше председател тогаш, како. Така? Кому ќе му кажем, ако Значи, јас вие- му кажав лично. Значи, вие работевте како ВМРО ДПМН, работевте во комуникација со Киро Глигоров. Да, затоа што Киро Глигоров е председател на Македонија. Јас и денес во интерес на Македонија и на македонскиот народ сум спремен и со црниот џавол на намаса да седнам и да избогувам нешто за интересот на Македонија и македонскиот народ. Без разлика кој е. И Киро Глигоров, и сегашниве што се на власт, македонците, ние сме браќа. Ние можеме да не се сложуваме за некои работи, но треба да се почитуваме Апсолутно. и да се цениме. Кој го подготвуваше атентатот? Дали тоа беа Никол Кумине или тоа беше целата организација? Не беше. И дали целата организација го послуша Киро Глигоров? Ние го послушавме одма. Кои сте тоа вие? Екипа што бевме сега. Добро. Не можам да кажам сега тоа. Зошто не можете? Затоа што не беше ВМРО замешана во таа работа. Добро, оти пред една реченица ми рековте дека ВМРО бил. Па јас сум Така ве ВМРО, јас не сум ДПМН, не кога зборуваме сега да не мешаме после ќе кажеме. Значи, јас сум новинар, ја мерам зборови, не мерам суштина. Значи, мене ми е потребно само разјаснување И на само зборови. добивме известување, Младише разбра за тоа. Аха. Ми пушти, беше многу близок со мојот братуч. Кој ви Боро пушти? Ристовски, Радко Младич. А имавте комуникации со Радко Младич? Да, преку брачет ми тој имаше комуникација, не јас немав лично. Добро. И му кажавте дека му Му спремате... му го рекол Радко, немој нешто се Охрид ќе пливат во крв. Аха. А зошто му кажавте, нели обично ако се спрема атентат, еве, кога ВМРО спремаше атентат во Лион, они не му кажа на кралот Александар дека му спремаат атентат? Ама не да не мешаме се ВМРО не стоеше во... Добро, не е важно, еве, воопшто, збориме. Како да не му кажеме? Добро. Ние имавме према председателот почит. Не, спрема Радко Младич. Не, ние не му кажаме, тој си разбрал по тајника, нали? Так. По тајника, нали си разбрал тој, а не ја- ние да му кажеме, работа ние ќе му кажеме. И биднаш, ове ноќта пред да се повлечит Радко Младич, кај мене во 2 сата, неге 3 сата беше после полноќ во богат ресторан, дојде мајор ми се чини или подполковник беше Јосип Хајба. Тој беше задолжен за цело наоружање на Охридскиот гарнизон. Дојде во 2 сата, бевме доста блиски со него, тој е словенец, македонка жена имаше. И ми вика, ли ме припремај наоружање да ви го предам. Се повлеквите, се бајле све. Телефонирај на еден, телефонирај на други. Сите пијани чуски, никој какво наоружање, кај ќе оставам. Јас што зедов нешто кај мене спаслив. Само се слушнавме со во војното што беше на територијална одбрана Славе, мисле че се вика Славе, многу добро дете. И му рекол што правиме вака и вака. И одлучивме одма да ги блокираме само територијално наоружањето каде што беше територијална одбрана. Ме интересира една работа, затоа што за ова имав сведоштво од некои други луѓе кои работеа тогаш во државните структури. Да, знам. Па ме интересира, вие работевте со тие структури, со државни, приватно, сами на своја рака, сами, да. А му дававте известување на председателот на државата што ќе правите и он ви кажуваше што да правите. Па нормално, председател, кој ќе ни кажува? Ние не бевме против држава или против Глигоров. Добро. Тој беше врховен командант. Добро, само да разјасниме, чисто онака. Океј, ете, се случи што се случи, Киро Глигоров го славите како
најбитната и најзначајна личност во историјата на Македонија. Да се вратиме на вашата дејност во Австралија, ако може. Не, пардон, ајде уште малку да сметате дека сето тоа што го направи Киро Глигоров и после што и се случува на Македонија, еве до ден денеска, сметате дека е тоа добро и позитивно Киро Глигоров што го направи? Има доста позитивно. Киро самиот признае на грешка што ја направи. Пред мене ние бевме многу блиски. Ми е криво рече само што ме трикна американци за името. Требаше неколку месеци, тука се лизнаваше јас. А иначе Киро нити потпиша за знаме, за ништо Киро немаше потпишано. Само се сложи фиром, мислејќи дека ќе биде може неколку месеци, една година и тоа се каеше до секогаш. И он никогаш не чуев, нема изјава негова дека се покајал заради тоа. Јас ви кажувам, јас што знам. Имате некаков доказ дека он се покајал за тоа? Затоа што никој од СД... Ево доказ. Ево ако поголем доказ од ова, ако имат. Не зборам за тоа, господине. Ја не се сомневам дека сте биле, имам и јас слика со Киро Глигоров. Зборам во неговиот дом. Во ред. Доказ дека он навистина се покајал заради Фиро. Пред мене, да. Имате ли доказ? Доказ е што кажувам, доказ писмен немам. Значи, Јас не бев званична личност некоја. Да. Не, знаете зошто прашувам? Затоа што Киро Глигоров после Фирум поживеа уште доста по Бајаги, и никогаш во наредните интервјуа не кажа дека се кае за Фирум. Добро, тоа јавно во политиката некојаш не може некој многу работи да се каже. Политиката, знаете што е политика, затоа... Не знам ја што е политика. Јас само знам дека човек ако направи грешка, онда доблесно е да ја признае. Ние тоа... Значи, Киро Глигоров си замина, а целиот македонски народ си знае дека он си стоеше зад неговите постапки. Па во политиката, еднаш што потпишиш, нема менување. Рековте дека не потпишал ништо за Фирум. Не, за Фирум потпиша. Не потпиша за знамето, не потпиша со Киро, него потпиша за знамето. Не, збориме за Фирум. Фирум, па зато се каже тој што му поверувал на американците и зато потпишал за Фирум. Мислејќи дека тоа ќе биде за неколку месеци, како што и така се обеќаше и понатака и си... И тоа беше добро или лошо за Македонија, Фирум? Не, не беше добро, не беше добро. Тогаш требаше цврсто да се застане и тогаш можеше да се избогуваат нешто повеќе. Но грешката си е грешка, си плативме. Како ја плативме по вас? Па и плативме до сега, ево, Фирум бевме. Ето се некоја среќа или несреќа, барем некоја Македонија сме. А до сега бевме недефинирани. Фирум, бивша Југословенска република Македонија. Сега бар сме северна. Ба некако имаме, не е најубаво решението. Ама се сложувате. Па да, се сложувам. Со Северна Македонија. Да, се сложувам. Така. Потполно се сложувам. Значи, ако не беше северна, во Букуреш беа на маса 3 опции, Вардарска, Горна. Тогаш беше најголемата шанса да се прифатите до тие. Сега знаете кај ќе бевме ние? И во Европа ќе бевме и секаде. Господинот Груевски тогаш направи една огромна грешка. Зошто ја направи? Која е таа огромна грешка што па што не потпиша? Позади него и Буш застана. Америка, сите беа скокнати. Господинот Бранко Црвенковски рече дека он и Груевски се сложиле во Букуреш. Да, и Бранко се сложи, да. Значи Не! Ако се сложи, зашто не потпиша? Значи Груевски зашто не потпиша? Затоа што според изјавата на Џорџ Буш и неговите луѓе, а некои ми беа гости овде, Бранко Црвенковски и Никола Груевски се сложиле со тоа, но грците не прифатиле. Па сега, тоа ти најубаво знае. Ако се сложи, ако дојдеше до такво нешто, тоа беше најубаво решение. Добро. Да останеме по вас. Не знам. Ја, еве, ве викнав гостин, бидејќи вие сакате да зборите за
за Мене не ми беше политиката во преокупација Македонија. ВМРО и политика. Туку? Јас сакав за делот мој да кажам за мојот живот, зашто мене не ми е политиката. Господине Климе, ја не ве знам вас, нити сте Затоа познати јас во сакам од животот. почетокот Да, да почнам ама во друг правец. Ја ама- ви реков дека ќе ве прашувам, се извинувам. Ја ќе ве прашувам Слободно. за политиката. Мене ме интересира Македонија Да. и македонската политика. Добро, ги слушнавме вашите ставови. Еве сега, бидејќи поминаа скоро 45 минути, ќе направиме една пауза, па ќе се вратиме на вашиот живот и вашите активности во Австралија, првата библиотека ќе проразговараме и активностите кои сте ги преземале за ќе си ги образложите за што ќе биде. Добро. Да одмориме малку. Да. Го продолжуваме разговорот со господинот Климе Митрески. Разговаравме за ваше видување за политиката, како се развиваа партиите, што се случуваше, некои интересни детали околу тоа. Она што би сакал да ве прашаме за вашата дејност и библиотеката која ја формиравте во Австралија, малце повеќе за тоа. Каква, што, кога и така натаму. Пред да се префрлам на ова тема, на ова прашање што ме поставивте, би сакал да се вратам малку и за моето мислење во однос на историјата, на видувањето на многу почитуваниот и драг мој пријател, ваш газда, Ѓорѓе Атанасовски, према кого имам бескрајна почит. И во нашите комуникации, негош ние кога дискутираме се приватно, јас и сум со мојот став си останувам, тој си останува со неговиот став. И се договоривме при средбата која ќе дојде сега, околу тоа прашање да седнеме очи во очи да се подискутираме. И не би сакал да бидам погрешно разбран нити од гледачите, нити од вас, нити од никого, дека јас имам нешто против тоа. Но тоа е мој видување. Значи, почитувам господине Митрески, ја мое само да ви сварам убаво кафе или чаша ладна вода, се што ќе си кажете ваше, воопшто не треба мене ништо да ме убедувате и така натаму. Јас сум само да излечам што е можно повеќе. повеќе Јас за јавност, одиме, затоа што оди во јавност. Значи, вие си знаете што сте си кажале. Она што сакам да ве замолам уште еднаш да не го повторувам прашањето за библиотека. Почнуваме. Повелете. Јас сум оснивач на првата македонска библиотека надвор од границите на Македонија, во далечната Аустралија, во Мелбурн, оформена 1991 година, отворена на 8 декември 1991 година, на денот Свети Климент Охридски, значи со моето име се сопадна, а и намерно беше и библиотеката се викаше Свети Климент Охридски. Идејата за формирање на библиотеката дојде негде 90-та година, при мојата посета на Австралија, после долги години, јас прв пат 85-та отидов Австралија, се вратив тука да ја земам фамилијата, за жал. 7-8 години јас не можев да излезам од државата, не можев ништо на крајот. Зошто не можевте да излезете? Па, затоа Вие бевте во Македонија, а фамилијата ви беше во Австралија? Не, сите не тука можам ми да беше. разберам. Фамилијата, јас отидов во Австралија. Добро, а кој не можеше да излезе од државата? Јас не можев, од Австралија. Од овдека. Се вратив да ја земам фамилијата. Ме збунивте. Па, јас отидов таму. Добро. Успеав. Ја формиравте библиотека? Не беше тоа, беше 85-та библиотека. Значи не можам да ве следам, не знам. Затоа што 80 кога се вратив овдека. Да? Одма ми беше паспортот земен, све како бев прогласен.
Како не пожелам личност, едноставно ми се одзете све. Ако и сте не може. непожелна личност, тогаш те Не ги се- протеруваат. Ма немате, не ми дадоа да излезам. Јас сакам пак да се вратам во Австралија. Не ми дадоа. Аха. Јас во... И тоа не се вика непожелна личност. Непожелна За личност се системот, протерува. за системот, Така, да. така. Не, Југославија не бркаше. Ние бегавме. Да. Добро. И бидна, што бидна, после подолги години, негде 90-та година, успеав да отидам повторно Австралија, но условите беа променети таму веќе. Да. Таму каде што работав, газата во банкрот беше овој ден. И све беше сменато. Све беше променато. Дојдов во контакт со затоа што постојано јас работав со добро и тогаш го запознав и Чичко Ристо Алтин, кој Не знам кој е. да, тој е Чичко Ристо Алтин, да ви покажам и ќе ви објаснам колку тој е човек генije. Момент само. Додека гледам на сликиве, одма да ви кажам за личноста на Чичко Ристо Алтин. Кој е Чичко Ристо Алтин? Не знам кој е. Чичко Ристо Е, ми Алтин сликата. е оснивач на првата македонска православна црква надвор од границите на Македонија, црквата Свети Ѓорги во Фицрој. Од која црква потекна и автокефалноста на нашата македонска православна црква. Тој е човекот кој е за ваша информација и информација на целава јавност. Признавањето на таа црква во Фицрој и на нашата македонска православна црква во автокефалноста се надоврза на признавањето на нас од Сиријанската црква. Затоа што никој не признаваше, не призна Сиријанската црква. И така ние станаме прва Од црква. Сирија? Сиријанска црквата од Сирија. Од Сирија. Да, Кога православна. велите Сиријанската, Да. Сирија. Така Добро. е викаме Сиријанска Добро, црква. во ред. И од тука почна веќе признавањето на формирањето на автокефалноста на нашата православна црква и така се движа работите. Тоа е Чичко Ристо Алтин, човек генije, со кого ретко кој може да биде близок, јас бев многу, премногу близок со него и фактички ми умре на рацете мене во болницата. Тоа беше човек, не ми е жал што не можете да видите, јас имам снимки од состаноци со него. Да ти е чест да го гледаш, али строг. Црква во оформи, не беше голем верник. И тој стално кажуваше. И ден днес јас сум верник, но човек гени. Нема кој не слушнал во црковните кругови нормално, вака во јавност, ретко. Значи тоа е Чичко Ристо Алтин. И кога пред да се вратам за овамо, запознав една група на добри патриоти, кој има друштво, се викаше Александар и Делчев. Седнавме вака со нив, стана блиски бевме доста. Ја се извинувам само за појаснување. Која година и каде ова се Тоа случи? беше негде 90-та година. Значи во веќе Мелбурн. вратени сте во Австралија? Не, да, се вратив туристички таму за повторно да успеам, али нешто, некои компликации испаднаа. Не, добро. И се сретнав со тоа друштво и една идеја ми дадоа, која многу ми се допадна. Луѓе обични, так, и да речем неписмени луѓе. Идеја за библиотека, македонска библиотека. Мене ми се допадна таа идеја. Јас му викам, да, јас ќе преземам таа иницијатива, му викам, оставите ме да ја истургам, му викам, а вие му викам, ќе си работите овде, све што требаше ќе ви речам, ќе правите. Се вратив јас во Македонија и почнав со таа идеја. Прво, што се обратив до председател Глигоров. Му ја кажав идејата која е, ја прифати мојата идеја, одма ме упати кај подпредседател Блаже Ристевски. И тој се воодушеви, нормално по ресори, ме упати кај министерот за информации Мартин Тренески.
И фактички Мартин целата работа требаше да ја заврши. Постојано бевме во контакт со Мартин. Господин не го нарекувам, затоа што тоа е многу тежок спорт. Ја теравме работа, јас си презов на моја иницијатива. Цела Македонија ја поминав, собирав книги. Многу бев близок со сите директори на библиотеки, многу ми помогна НУП. Тука во Скопје, фактички тука се собураше. Тогаш директор беше Васе Манчев. Кој беше концептот на библиотеката и што таа требаше да содржи? Библиотеката имавме ние друг концепт. Жал ми е што на телевизија од порашните интервјуа не можеме да видиме. Библиотеката ни беше само како да наречам, како една одскочна штица. Зашто? Кон формирање на македонски информативен центар Во во Австралија. Мелу, да, во Австралија. Добро. И тоа беше многу убава идеја. Добро. За многу кратко време, негде скоро 3-4 месеци, успеав да соберам околу 5-6 илјади книги. Овде во Македонија? Да, во Македонија, све во Македонија. Добро. И ги однесовте тамо? И ги пуштивме тие 5-6 илјади. Во меѓувреме, нормално, требаше да се направи промоција на библиотеката. Пред отворањето направивме промоција. Ја отворивте? Не, само ја промовиравме. Дека че следуваше отворање веќе покасно. Така. На промоцијата изврши господинот Драги Данев. Добро. Знаете, на машински професор. Не знам. Беше службено отиден тогаш. Ке ми извините што не знам. Беше службено отиден во Австралија и господинот Глигоров и владата го назначи него во име на владата на Република Македонија да ја промовира. Све имаме документи, имам тука све слики, све. Ја промовира библиотеката, све убаво помина. А да го напоменам тоа дека многу помош имавме од Македонската православна црква на тие простори. Многу голема помош. Да, уште некого во меѓувреме, пошто министерот Тренески ја водеше цела работа, изрази желба, молба, да оди во Бајаги да види што се случува во библиотека, да прочита човека, да се запознае со нашите иселници, затоа може знае јавност на Божане, тој Беше отворена библиотеката? Не, тој? само промовирана беше. Добро, за да разберам, бидејќи... Едно е промоција, Добро. друго е отворање. За да Добро. отвориме, требаше уште книги, ние однесо 20... Тоа веќе имавте простор, беа поставени дел од да, книгите? Нешто беше, затоа беше Добро. го испративме Добро. Што се случува? Тренески да види тамо што се Се случува. обидувам да разберам дали воопшто ја отворивте. Па сега се следува тоа. Аха, добро. Но, за жал, господинот министер се врати, си прошета таму, виде што виде, повеќе не се сретнаме, ништо не ми кажа. А до господинот Глигоров пристигнува писма од големиот наш конзул што остана Македонија, ја формиравме, тој уште остана како југословенски конзул во Мелбурн, Трајан Бафтировски. Што не имаше пишувано против мене, против библиотекава, све, а пријател мој од матицата беше тој на времето што беше подпредседател, не знам што беше овде и беше по службена должност, после како конзул назначен тамо. Мене ми кажа господин Глигоров и ништо, и ми покаже писмата. Што? Не разбирам. Све најлошо. Добро, и што со тоа? Дека извикани, да не се отвори едноставно, да не успеи. И? Но ние продолживме со акцијата, Мартин се провлече, јас си продолжив. Добро. Со НУП Климент Охридски, си продолжив со сиве библиотеки, собирав книги и некаде после 6-7 месеци успеав да соберам околу 26.000 книги и да ги испратам овде. Каква, може ли да прашам, Можете. какви книги беа тоа? Од сите содржини.
Што е тоа сите содржини? Стручни, белетристика, историја Све што е македонско, што беше све. Македонски автори, македонски книги? Не, на македонски јазик. А на македонски На јазик? македонски, тука има една закачка, после тоа, но ќе ви објаснам. Објаснете сега Во меѓувреме дојде тадека и еден координатор Васко Најдески. Добро. И со него по телевизии, по секаде, по градови, све успеавме. Ги испратив тие. Ево, користам поново ова прилика да му се заблагодарам директорката на ЈАД, што беше Татјана, се викаше, не знам презивно. Таа без пари, бесплатно ни ги транспортира сите книги до Мелбурн. Голема благодарност повторно до Васе Манчев и до неговиот заменик Мире Бошевски, кој после Васе стана директор на НУП Климент Охридски, прекрасен човек. Некаде ноември, јас заминав за Австралија. Која година? 91. Добро? Заминав за Австралија, затоа што Добро. одлучивме на 8 декември да ја отвориме библиотеката. Добро. Дефинитивно. Простори, све имаше, све имаше некои заврзлави. Јас отидов за Мелбурн. Од владата на Република Македонија назначен да ја отвори библиотеката беше господинот Славе Катин. Дојде со мене таму. Кога отидов таму, она што го видов, ужасно. 2 месеци јас не седнав. Морав јас повторно да средувам. Ништо не беше средено. Така. Мене Мартин ништо не ми кажа што. Таму се случи. Мартин, што? Па не ми кажа дека таму имат препукување, дека меѓу себе, там ужас беше. Не разбирам. Затоа што идејата убава беше, луѓето беа добри. Кои луѓе? Што е зачна идеја Александар Неделчев. Добро. Но внатрешно, меѓу себе, тек таму разбрав јас, Добро. дека од интерес ти е. Вака. Да. Значи книгите стигнале таму и никој не пипнал да среди. Никој беше од НУП таму. Па така кажете ми, да приватно разбереме. отиден. Вака не можам да во разберам. пензија еден човек Петар се викаше, стручњак за тие работи, доста помогна и заедно со него успеавме да ја донесеме во ред библиотеката, ја поставивме, све направивме и на 8 декември библиотеката званично ја отворивме, помпезно. Славе Николовски Катин во името на владата ја отвори. Фала многу, му благодарам на неговото високо првосвещенство, му в телефон сега ли ги оджава. Ај, може удбаве барат. Сигурно, му треба. Опа, некој, кој се овој број? Ај ве молам, исклучете. Подитно. Не знам. Исклучете го. Ајде, Рижија, кратка пауза. Што му тега? Не ми е познато. Ајде. Омразата кон македонците во светот, која не македонската влада посветено ја гради, сега зема замав. Актуелни функционери во спрега со новинари се дрзнуваат да ги нарекуваат иселениците гнаси на кои треба да им се земе државјанството и да им се забрани влез во Македонија. Од според нивното убедување, ние не сме гласале за Тамара. Никогаш порано Евровизија како музички спектакл не бил повеќе политизиран благодарение на ефтините трикови на Пендаровски, Заев, Димитров и Шекеринска. Каде се големите патриоти Лупевска и Галетановски да реагираат за обвинетите во дивонаселје, кои среде македонски суд извикуваат дека Македонија е Албанија и дека не ја признаваат како држава? Кај беа да реагираат за двојазичноста кога Џафери насила го направија втор човек во државава, кога лажно се вметна рамковниот договор за конститутивен елемент во Уставот? Зошто не побараат да им се одземе македонското државјанство на Ахмети и компанија, кои со прст не мрднуваат за македонците во Албанија? Каде се прво обвинетите во Смилковското езеро? Најде кој да зборува за инвестирање во татковината. Само јас, Ѓорѓија Ѓорче Танасовски, имам вложено во родниот крај колку сите функционери на СДСМ не можат за 10 животи да вложат. Ниту еден денар од вложеното не сум изнел од Македонија.
Срам ја Рамдевија, да беа умни немаше да не понижуваат и навредуваат, туку пред да потпишат капитулација ќе прашаа што мислиме и ќе им кажевме како се брани светото македонско име и идентитет. Ние знаеме дека ни македонската влада ги нарачува секојдневните подмолни навреди до нас, дека сме си ги смениле личните имиња, дека наводно не сакаме да ја видиме татковината во Европската унија и НАТО, дека не сме сакале економски просперитет за македонскиот народ, дека ни било убаво на запад, а не сме вложувале во родната грудка. Ние не забораваме кој изјавува да нема ниту еден пратеник во македонското собрание од диаспората. Нека бидат сигурни дека ние ќе бидеме предводници на нивниот политички пораз. Оваа агресивност ќе си се врати како бумеранг. Не мразите зашто ние сме тотална спротивност од вас. Никогаш нема да се согласиме со раздавање на македонските национални интереси. Оваа агресивност ќе си врати како бумеранг. Не мразите зашто ние сме тотална спротивност од вас. Никогаш нема да се согласиме со раздавање на македонските национални интереси. За фотели, лични привилегии и гола власт продадовте се што е свето. Политичката казна ќе ве стигне, а од тоа нема бегање. Никогаш Северна, Македонија вечна, пишува председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорѓ Атанасовски. Технички грешки, сепак емисија уживо, сите сме по 2-3 телефона по џебоите, понекогаш некој знае така. Да не пободри во живо. Сепак е емисија во живо, не е снимена, така да се што се случува и доброто и лошото, и тоа е некако и шармот на оваа емисија, спонтаноста незина. Значи, застанавме кај моментот кога вие се враќате назад и сте шокирани од неорганизираноста, а имате месец дена за отварање на библиотеката. Што се случува, кажете? Но успеав ето со помош на Што успеавте? Чичко Петар да ја средам библиотеката, Така? книгите да ги средам, сведано ден и ноќи работавме тие месеци и ги средивме и на 8 декември званично ја отворивме. Која година? 91. 8 декември, Свети Мелбурн, Климент. на Свети Климент, Да. 1991 година е отворена првата библиотека, Македонска национална библиотека, Македонска национална библиотека надвор од границите на Македонија. Така. На отворањето, нормално, Да? како што реков претходно, ја отвори во името на македонската влада, господинот Слави Николовски Катин. Така. Што заблагодарувам ако слушате, гледате оваа емисија. Така. Не се имаме го давно видено. На отворањето исто голема чест ни направи неговото високо пресвещенство, кој тогаш беше надлежен за Австралија. Господин Не знам кој беше Тимотеј. тогаш. Тимотеј, добро? Тоа го и неговиот заменик тамо. Јовица, ова е Спасе Стефановски. И ред, исто така беше на отворањето и Атанас Станковски, сегашниот владика Агатангел. Тој беше тамо како свештеник. Така. Да. И му благодарам на сите. Ја отворивме библиотеката. Но после тоа имавме некои финансиски проблеми, затоа што фактички тие мислеа дека библиотеката тамо ќе биде некоја приватна својна на една компанија, тие што околу се собрале тамо, меѓу кои најголем виновник беа двајца од друштвото Александар и Делчев, а Васко Најдовски, доктор Васко Најдовски, беше заинтересиран, како доктор, пошто работеше, се занимаваше со биоенергија некоја. Тој мислеше дека тоа ќе му биде него како ординација. Но јас му ги расипав сите планови. Јас сакав да чујам нешто повеќе за работата на библиотеката. Библиотеката што од содржеше... самиот Да? пренесовме 26.000 книги, Така? почнавме да работиме, формирав. Јас отидов само да ја отворам и да ја разработам малку
Так. библиотеката, а не Ве разбирам. јас да останам таму. Така. Одма јас ги собрав сите писателски друштва, сите организации и формирав одбор на библиотеката. Со тој одбор, некој време јас раководев, додека избран. Но еден со друг си ги очите ќе си ги скопае. Зашто е тоа така? Па не знам, тоа е наша трагедија македонска. Генерално така ли е во диаспората и ден или денес. Да, и еве ден. не го сакате тој збор, да го речеме меѓу македонците надвор од И ден Македонија. денес е така. За жал. Зошто е тоа така? Од материјална корист или е нешто Сите сосема сте друго? тамо заинтересирани во сиве друштва што се формираат. Пензионерски, кој да биде председател, кој да биде благајник, кој до чекмеџето да дојде парите. Така. И ќе си скопет очите еден со други заради тие работи. Значи, тоа е трагедијата на македонската Да. диаспора. Ние сме способни нешто да створиме. Многу сме способни. Арно, Но ама- не сме способни да одржиме тоа. И затоа и држава од овде ни дојде нас. А што има врска државата со тоа таму? Ама исто е, па Истите тие луѓе. луѓе се исти сме, таа не е крвта. Ке ме интересира малку за дејноста на диаспората, еве ако сака да подосла за тоа, уште малку за библиотеката. Колку поживеа таа библиотека и Поживеа, јас останав 3,5 месеци и повеќе не можев да издржам, затоа што западна во криза, тие мислеа дека Македонија ќе финансира библиотеката. аха, така И очекуваат така, буџетски да, средства. мисле тие од овде пари ќе пуштат, па тие ќе се игре, ќе се. Јас рекам, нема, вие наше беше да вие донесиме, да ја отвориме. А сега вие тука сте, тоа е за вас донесена, не е за нас. Вие тогаш веќе бевте вратени за секогаш во Австралија? Станавте австралиски? После тоа. Да, добро. Јас имам веќе таму, ама тоа е приказка. Добро, во ред. После негде Колку поработе таа, дали уопште? после 2 месеци има тие некој долг према газата, затоа што објектот беше под кирија земен, под најм. Јас одма, кога отидов, кога отворив библиотеката, одма не се сложив со просторот, дека не е тој простор соодветен за библиотека. Да не идеме у детали, значи не можеа ке да ја платат киријата. Не можеше, но ето црквата многу црквата Свети Никола многу ми помогна. Му благодарам на председателот, тоа што беше Миле Панев, председател на таа црковна општина, а претходен председател беше Ѓорѓе Писевски, кој е доста заслужен македонец таму, многу ми помогна и книгите ми дадоа куќа од Свети Никола, од црквата, во која ги преместивме книгите. Не пари не бара. И имаше многу убава иднина. Арно, ама? Арно, ама повторно интересите преку ноќ дојдоа, ги собра, мојот живот веќе во опасност беше. Не можев, јас не бев државјанин на Австралија, јас не можев да барам. А зашто ви беше у опасност? Па ми зедо и книги собра, се повторно ги онам. А добро, кој ги собра книгите и како ви Од беше животот во опасност, објаснете ми. Па на улица бев, никој не ме прифати, ме изфрлија на улица. Од каде ви изфрлија? Јас живеев додека бев таму недела, 2 живеев кај еден член што беше во одборот Митко Цветковски беше. Аха, добро. После тоа во библиотеката на стол спиев. Добро. Им благодарам кој отстапија црква, кој ни отстапи куќата, ја среди, ви тамо живеев. Но ето дојдоа преку ноќ ги собра. Тамо е силежиство, нема како овде, немаш заштита, нема власта, ако не си нејзин државјанин, воопште не потегнува за тебе. Добро. Не интересира, тоа се ти викаат ваши проблеми. А имавте од некого конкретно закани? Имав, да, Кој? имав Од кого? од овие што беа идејни творци. Кои беа? Друштвото Александар Иделчев. Аха. Од два тројца Меѓурив. Заради материјални интереси како мафија ви се заканува. Тргни ми да ве разберам, поправете ме. Се обидувам да сватам што се. Значи тргни се, не е твоја работа, така? Да, не. Која функција вие имавте тогаш? Јас бев како директор на библиотеката. И немавте никаква функција, ве избркаа на улица и ви ги земаа книгите? Да, ништо. Добро.
И библиотеката пропадна. Имавме неколку средби тамо со одборот што више зедо библиотеката. Па е префрлија во културниот центар Sunshine. Многу убав културен центар, за жал сега владиката го продаде Петар и тој центар и ги фрлија во контейнер. Џобри стиги. Кој ќе стигнеше си продаваше Джим Томев, може сте слушали за тоа. Како? Джим Томев, тој беше во одборот, тој доста прочуена личност во македонската заедница, писател. Јас очекував многу од него да ми помогне, но и тој беше за лични интереси заинтересиран. Па откако се врати в разборав дека продавал книги и така библиотеката пропадна. Де факто книгите што ги собиравте како донации се распродада. Да, никој не. А овдека ја се вратив на нош и овдека се вратив. Не разбирам, објаснете што значи тоа. Конзулот тогашен студентски Бавтировски со дрва и камења овдека по новини, ево, видите. Зашто? На суд за $40,000. Отварањето на библиотеката овде објавено високи државни информации починен Сандер Дочев дека за тоа стои приватни сделки и не расчистени на трошоците од $40,000 ќе ги наплати судот, а библиотеката веќе 8 месеци е затворена. Тоа не е вистина, тоа е лага. 40,000 не беа негде околу 5,000, 6,000 и не ги прости газата Евреин, беше многу фер се покажа. Не ги прости тие пари. Но ете Бавтировски што пише. За Лозановски пишува. Овде пише Лозановски. Моли? Овде пишува Лозановски дека го тоа напишува. е од покажување на Бавтировски. Бавтировски цело време ровареше, се сретнавме ние. И така да дури дојде до таа ситуација што јас бев обвинет дека јас сум упропастил, сум ги искрал, пари сум искрал, многу. Јас цел живот го изгубив таму на свој, потрошив сите пари, се ги потрошив. Но, видно, јас морав, тоа беше моја должност, до владата на Република Македонија да поднесам извештај за библиотеката, си поднесов извештај, ево, извештајот, си се исчистив, така да, после тоа, со библиотеката нема, од време на време се интересирав до каде, затоа што не беше моја должност да се интересирам. Сега постои ли таква библиотека некаква таму? Не. Не, постои во Сиднеј. Ама со мал капацитет, али добро. Доста. Ми рековте низ разговорот дека имало 4 обиди за атентат врз вас. Да. Добро, може за тоа да ни кажете? Па, нели ви реков јас дека Удба постојано ме следеше мене. Така, па нели Удбаш ве викаат, Климе Удба? Да, така затоа реков. јас реков сум Удбаш, ама како гостин, како клиент нивни, како. Добро. И се гордеам камо да бев. Јас на сите им викам кои ми викаат Удбаши, кои мислат така. Еден збор нека ми каже, ето може досие имам, нека отворят моето досие. Може не ги имат пишувано. Кажете ми за атентатите малце. Вижте, пред негде 75-та година, 76-та бев во војска. Прво бев во Битола. Од Удба, знаете како работеа службите. Не знам. Кога ќе оди во војска, кој си ја презема таа должност. И бев под постојано присмотр, иследување. Во Битола бев во школа за резервни официри. Ми беше командант, многу добар човек, мајор беше. Струнјаш се викаше презимето, не знам името како му беше. И тоа што Југославија беше јака, дали беше јака, тоа е дискутабилно. И требаше да имам чин голем да добијам, но јас не бев заинтересиран за тие работи, го замолив да ме ослободи од школата и се префрли во батальон на Веза, колку да завршам војниот рок. И убаво беше Битола, да, секој петок дома си добив, таков договорот беше. Без детали да идеме сега да не слушаме за војска како еден рокот. само ме повика. За атентатите збориме. Па затоа да сега да ви кажам. Така? И ме повика на ручек, негде бевме на ручек, и одма на рапорт ме повика на батальонот главниот, што се викаше Чедо Круниш.
Еден прекрасен човек, огромна карпа, дали беше србин или што беше, не знам. И на рапорт ме повика. Ја се зачуди, зашто на рапорт кој ќе одиш полна воена, опред све, на ручек да пукат, јас на рапорт. Што е сега? Да, сега така. Бевме блиски, мислам блиски. Службено моравме да бидеме блиски. Само ми рече, одма спремај се прекоманда. Каде? Прекоманда, Прилеп. Викам, зашто не че да му викам, не ги убаво, што ми фали дојде? Не знаеш што ти се спремат, викат. Што ми се спремат? Прекоманда ќе добиеш каде што пилците не пред, викат. И знаеш што ти се спремат. Не знам што ви се спремало. Ми се спремат ликвидација, едноставно. Добро, кој ви спремал и зошто? Кос, се знаеше која е служба. А зошто ви спремала Кос? Како антидржавен елемент. Јас цело време Колку години имавте? Тогаш имав 27, на 27 отидов. Како станавте антидржавен елемент? Од секојаш, пошто поради вујком и поради фамилиарно, како што не пратеше тоа, и јас исто, нигде јас не направив нешто. Не разбирам зошто. Ама јас не знам зошто. Јас самиот не знам. Како сте биле антидржавен елемент тогаш? Ајде тоа, нивно мислење. Еве, вие прилично се согласувате со овие современи модерни движења, не сте македонски националист, не сте за обединување за Македонија, не сте за античка Македонија. Не ми е јасно. Тоа беше нивно мислење. Они мислеле дека сте вие можеби тие ВМРО-вци. Да, јас контактирав, тие знае дека јас контактирам. Вујко ми, јас во Минхен бев неколку пати, затоа што Вујко ми пребега таму, успевме да го префрлиме. И тој си беше на движењето, на дом, на сите. И тие мислеа дека и јас сум тоа. Јас бев, али не бев антидржавен елемент. Беше Вујко ми. Да, отидов во Прилеп, вечерта, касно, 10 сатот, нормално. Дежурниот ме прими, само ми рече, отвори, и сега, де су те пустили со проштение на публика. Чекај сега, Кос ве премести и не ви направија ли атентат или не? Покуша имаше, се ќе ви кажам. Добро. Затоа што чудно ми е како се ако ве тргнале од таму, како ве спасиле со тоа? Вајда Кос имал сегде пристап. Па имаше, затоа тие ми рече мене овој дежурниот, беше командант прва класа, не го знам. И како може де си пао? Добро, бедна, утрената на рапорт кај беше, а тогаш командант на Прилепската касарна беше генерал Митре Аршовски. Добро. Кој овата ситуација и тој беше по нашите прашања. Најдовме заедничко со него и фино, му станов честни старешина. Ама постојано, позади мене, ме следев, јас си знаев тоа. И еден ден, јас дојдов во Охрид, секој петок си дојдев, така беше договор, до петок бе војник. Од петок до неделя после падне бе слободна личност, колата, таму си ја држев. И беше еден ден, дојдов, од Охрид се враќам таму, дожд, турвеше од колата кај што имав оставено до касарната се навре. И влегувам во касарна, поп ме чекат, на Кос главниот, се викаше Раде Вутрјатич, и ден денес го пашам. И одма на рапорт, ме викат кај него. И влегувам в канцеларија, ми викат, стани мирно! Го гледам. Како се извикавте, не ве разбрав? Ми викат, стани мирно! Го гледам вака. И му се смеја. Ти рекол, застани мирно, по српски. И само му реков, оди, лупна вратата и право кај мојов командант. Се викаше Панче Евтимов, од Штит беше. Тој беше страф и трепет на касарната. На човече ниско, ама изгор. А со него многу. Тој беше на Митре десна рака на Аршовски. Значи јас бев вод за кај Митре Аршовски. И нешто така, теравме. Му викам на мојот... Климе, куршум те погодили.
Бомба ти фрли, али? Прашајте го. Не, немам кого да прашам, тебе те прашам. Дај да завршиме Дали сега имало и за тоа. атентатот не ми кажеш. Ништо. Дојде, замина тоа, отиде Панче, се разбра, се искараа таму и некој време се спремаше вежба за криволак. А јас силно наоружање го држав. Само дојде Панче, спремај се ми викат, предај го оружјето, испратија војскава, доаѓам за сат време дома. И јас си чекам, натоварив на камион, на војскава, ја идем гам пријатно, може да се некад видимо, може да се никад не видимо. Добро. Се врати Панче од Криволак, а тоа беше боева вежба, не беше со чорци, со боева муниција. Се врати, ме раздолжи и после тоа, ако се сретнавме, зашто и доаѓаше кај мене. Добро. Викат, Климе, Радес бесна, те бараше таму, вика, поддара. Со Митре се направија лом. Де е Митрески? Не разбирам, што е муабетов? Па, ме барал, ќе бе спремен да ме ликвидира таму, на боева. И он го кажал тоа на сите дека бил спремен да те ликвидира. Ама, кога на Митре му скогнал на генерал Митре, му рекол, На генерал и овај Митре. му рекол, Митрески е кучи. Аха. Како сте ви смели, jer знате кој е он? Оди, му рекол, тамо. Иде на бојни суд, вие ќе оди, затоа што кој ја каже, му наредеше и на овој, не беше подчинети бе. И така. Ама не го послушала. Не, кој ќе послуша? Митре си напред, ме ослободи го, тоа слободен на личност. Значи бил генералот појак од Кос. Па, тој беше јак затоа што тоа веќе се осеќаше нешто. Тој не служен. Кажете ми, што правите денеска вие? Денеска пензионер. Добро. Кај се вашите? Моите живеат во Австралија, трите ќерки Добро. и синот си остана Австралија. Добро се снајдоа. Добро. Ќерка ми е средната на многу висока позиција во Викторија. На полицијата е главен човек. Генерален менаџер е на тојата. Другата ќерка си има свој бизнис. Синот 22 години учи. Зошто не сте со нив таму? А видите, тие си имаат своји фамилии таму, не сме како овдека да се види. Може и таму ќе се видевме. Не ми е јасно. Стално низ разговорот сватив дека сте сакале да заминете од Македонија и да живеете во Австралија. Да, заминев. Сега, И зошто се вративте? Јас сум год македонец, си ја сакам Македонија многу. Но сум уште погорд австралец. Македонија сакам и цел живот го дадов за Македонија и македонскиот народ. Од Македонија видов све најлошо од македонците. И ден денес од македонците, гледам, од никога јас немам мак. Само од македонците. И ден Значи, денес. нема добри македонци. За мене македонци имат, секој жито имат и куколј што викат срвине. Значи, само куколј е доброто. Па видете, ако се вратиме историјава, кои нашите И револуционери... кај живеете сега? Во Охрид. Во Охрид. Имате пријатели? Многу. Многу, али прави пријатели, не. Сега, Повлечени. добри ли се или лоши се? За мене се сите луѓе добри. Јас и во најлошиот човек наоѓам нешто добро. Добро, ја ве прашувам. Добри ли се или лоши? Пошто рековте, нема полош народ од македонскиот. Према делата, према мене што се. Али јас и во најлошото наоѓам нешто најдобро, да речам... Тоа е убаво вие што наоѓате. Ми интересира вашето мислење. Дали луѓето се добри или не? Не. Со кои живеете? Не. Добро. Не. Добро. Не. И како ви минуваат деновите меѓу луѓе што не се добри? Јас пред да се одамна уште, ви кажав дека со црквите се занимава со проблемите. Со владиците требаше после мојот развод 93 година да бидам еден од нив. Но кога видов што се случува во врвот, не сум јас од тие луѓе. И тогаш за Австралија се заминав. Ама сега сте вратени. И сега се вратив. Се вратив затоа што мајка ми почина
некаде Добро. Татко Тоа се ми- приватни татко работи. ми остана сам. Ова сега ве прашувам, живеете сам тука, Да. што имате намера? Еве со ова искуство, со оваа емисија, што ви е поентата? Едноставно, сакам некои работи, совеста ме притискат, што не сакам некои работи пред заминување од овој свет, ипак да се дознаат за мене Добро. вистината. Добро. Има тука многу за вистината, но ова е почеток на некои работи. Не сум некој голем верник, но верувам во Господ, исклучиво. По Божја наредба, по наредба, желба на Мајката Божја, изгради црква, мала црква, во мојот двор, фактички си побара Мајката Божја, точно, како што си побара, како што ми ја прикажа, со овие раце ја направи. И се гордеам со тоа. Сега што ќе правите? Ништо, сега сум посветен на црквата повеќе, околу, не, работам со самото осветување, одма е предодов на Мајката Божја црквата, во нејзина собственост, а не на Македонска православна, на Мајката Божја. А што ќе правам сега со црквата, Не со со моето црквата. имање? Што ќе правите вие сега, генерално у животот? Што ќе правам? Ќе ги живеам пензионерските денови ми, како аустралски пензионер, со мала македонска пензија од 5000. Ќе живеам, си го повлечен со во животот. Наоѓам пријатели, со сите немат, со кого не се познам, со кого не контактирам. Ето така помагам за доброто на Македонија. Ево ја користам ова прилика од овдека на нашиот сегашен председател на Северна Република Македонија да му честитам избор, да му посакам плодна работа. Може ќе ве викне за советник, вака, Мене после да викнеш, емисијава. Што има да советник, ми треба. Па не знам, имате искуство големо. Тоа што имам. Може би за атентати како да се Може заштитите. да, ако побарат од мене, јас помагам, зашто? Зашто да не? Да, и денес им помагам. Јас сум добар. За мене нема дали јас партиски не сум определен. Јас сум македонски определен. Така, За доброто на Македонија со секого ќе седнам. супер. Господине Митерски, драго ми беше што се запознавме. Им благодарам на нашите заеднички пријатели што ме контактира и ме советуваа да ве поканам. Им благодарам. Ми беше навистина уникатно искуство во мојата 20 годишна кариера за едно вакво уникатно интервју со многу чудни мигови кои, еве, навистина ви благодарам за гостувањето и што ни откривте многу работи. Се надевам дека во иднина на некои можеби други емисии нешто повеќе, ако има, ќе се покаже. Јас ви се заблагодарувам многу уште еднашка. Се заблагодарувам на газдата, се заблагодарувам на целиот македонски народ што имаше трпение да ме сослуша. Може секогаш на улица да ме види. Обичен граѓанин сум, обичен човек, како и сите. Благодарам. Ете, драги мои, сакавте обични луѓе, вие што се јавувате, обични луѓе, да ги донесам во емисија. Па еве еден таков како вас, македонец, обичен човек, од улица што се вика, со мал се поише километража, да биде гостин во емисија. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.